А и еве со нова епизода, нова сезона на подкаст на Биди свој. Ова сезона започнуваме со тема за која сметам дека и покрај тоа што разговараме секоја сезона на таа тема, младите, комуникација, дали воопшто младите комуницираат, дали разговараат или постојано се на телефоните, праќаат пораки, титкаат, како што знаеме да кажеме. Сметам дека оваа тема заслужува да биде секојдневно по медиумите и да се разговара во јавноста, затоа што имаме алармантни ситуации. Децата на моменти забораваат да зборуваат. На моје задоволство, дипломиран психолог Ивана Панова. Добре дојде во подкастот на Биди свој. Добро ве најдов, благодарам пред се за таа прилика и можност денес да поразговараме на таква доста актуелна тема, не само во рамки на наука, туку и надвор од науката. Сметам дека дури и повеќе, меѓу помладите тоа е нешто што се дискутира и навистина и треба да се дискутира, така да. Што значи вистинска комуникација и дали ја имаме ние во денешно време? Види, значи за да разбереме ние која е таа, ти што кажуваш, вистинска комуникација, мора прво да се запрашаме што означува комуникација. Сега тој збор комуникација е толку сложен што ако навлеземе на пример низ страниците на учебникот по македонски јазик, главната дефиниција гласи дека тоа е да речеме главно средство за општење помеѓу двајца или повеќе луѓе. Комуникацијата, ајде да ја разбереме како начин да пренесеме порака на некој. Да. Но пред некој ден гледав, кога се подготвувавме на таа тема, една интересна емисија и соговорникот кажа да, но од другата страна е битно и добро да слушаме. Точно. Значи, комуникацијата содржи во себе многу елементи. Тоа што сега јас и ти комуницирам изгледа како да е дел од секунда, но во таа секунда сега се случуваат многу процеси. Например, сега не ве познавам, вие ми пишувате. Јас имам овде една блокада помеѓу тие елементи и треба да ја пополнам, а не ве знам лично, немам некоја представа каква сте по карактер, дали, например, значи има многу елементи што се губат преку тоа виртуелното во смисла на комуникација. Треба да разбереме дека социјалните мрежи се такви какви што се програмирани на некој начин да ни понудат тоа што нам ни се бендисува или нам ни е потреба во моментот. Тие алгоритми си нудат, содржина која што си нудат и можеби една лоша вест или нешто што би го погодило на детето, една ваква вест не би била од никакво значење. Но реалноста е дека подсвесно се повеќе и повеќе вакви содржини му се нудат на тоа дете. Многу е важно таа комуникација во семејството. Каква е семејната динамика? Што вие ќе му представите на вашето дете? Затоа што тоа дете на почетокот го гледа и ве идеализира. Тука е многу битно да се направи баланс меѓу тој онлайн, офлайн живот што го имаат денешните. Овој офлайн и онлайн живот веќе мислам дека е едно и исто. Затоа што младите си ги ставаат своите животи онлайн и постојано ставаат стори и постови и да се гледаат, се идентификуваат со други личности. Дали е решение да му кажеме нема повеќе телефон, не ти давам да бидеш на телефон и завршено. Заштитен си. Ајде да се запрашаме долгорочно. Дали таа токсичност во рамки на семејството ќе исчезне со тоа што се одзема веднаш тоа што го созда. Во тој случај телефонот. Според мене, значи вака моје размислување е подобро да го внесеме тој елемент во коректни временски рамки во активностите, отколку да го одсеваме наеднаш. Адолесценцијата е еден мал дел од тој живот, ама доста турбулентен, со различни промени од повеќе аспекти, не само физички или не само мисловно, туку и средината, и пријателите, се му се менува на тоа дете. И многу е нормално да треба да има некој кој ќе треба да го посочи, да му помогне, да му даде совет. Младите мислам, барем моје мислење, кажи ме ако грешам, ја нема таа самодоверба да разговараат лице в лице, едни со други. Например, да тргнеме од тоа ако некое дете сака да пристапи на девојка, многу полесно му е да напише порака, на Инстаграм, отколку да ја приде директно и да ја каже може ли да се запознаеме, не знам. Многу ни е полесно кога ние самите може да си дадеме време кога, како, со кого, па дури и колку време може да комуницираме.
Значи, а кога сме в лице, баш и не е толку едноставно ти да прекратиш комуникација, потребно е многу повеќе вештина, повеќе енергија да се внесе во тоа, а овде многу едноставно да се прекине. Луѓе кои не ги ни познаваме, Да. знаеме нели на некој пост или на некој разговор или на Reels да коментираме негативни коментари, а нит го познаваме човекот, нит сме го сретнали. А ако дојде, например, за истото нешто што критикуваме преку онлайн, ако дојде нештото да го направиме во живо, дали би го направиле? Или само не, голем процент од тие кои критикуваат онлайн, претпоставувам дека немаат храброст јавно да излезат да зборуваат за тоа. Е полесно да ме критикуваш преку телефон кога не ми го гледаш изразот на лицето, отколку тоа да ми го кажеш во живо. Тука може да дојде, чекај ќе се размислам како да го кажам, па ќе ми го видиш изразот на лицето, ќе се размислиш дали воопшто да ми го кажеш тоа. Може да се случи да сакаш да се повлечеш. А овде тука е малку по-лесно да си го кажеш своето мислење. Затоа што ти не си директно соочена со мене. Не дека се намалува, туку начинот како да ја изразиме емпатијата е полимитирана. Ти не можеш преку, не знам, колку емотикони да ставиш, колку и да пишуваш, не можеш да ја доловиш вистинската емоција на ист начин како ако, например, се разговарам со тебе. Затоа што кога јас зборувам, се гледа јачината, значи тонот на гласот, брзината, мојот поглед, мојот став, значи изборот на зборови што ќе ги искористам додека зборувам, значи сето тоа е едно, не може едно без друго. Си оди како еден вид на симбиоза. Колково е значењето на таа невербална комуникација, односно говорот на телото во едно, еве така да кажеме, нормално комуницирање? Па краток одговор многу, ама мора да разбереме дека има и луѓе кои по природа може да бидат поповлечени, значи и честопати се случува да зборуваат нели едно, ама да го зборуваат со некако повлечен говор на тело, затоа што можеби се несигурни или други причини. Ама во секој случај тоа е добар показател за ти да направиш проценка за личноста. Добар показател. Кога зборувате со некого, може да процениш дали таа личност е со висока самодоверба, дали можеби е интроверт, дали е екстроверт. Така да невербалната комуникација во комбинација со вербалната комуникација може да ни даде една добра слика за со каква личност ние си имаме работа. Родителите се основата кој треба на некој начин да преку вложеност, преку комуникација, преку на некој начин да бидат внесени во животот на тоа дете без да пречекоруваат тој праг на приватност на детето и местото како родител. Ајде сега јас како родител, ти како помлад ќе те прашам, кој е прагот на приватност? Тоа ме заинтересира сега. Кој е прагот на приватност? Што значи тоа, дека јас не треба да му го гледам телефонот на моето дете? Види, значи, многу е битно да не се створи таа токсичност меѓу родителот и детето. Пак ќе кажам. Родителите настапуваме заштитнички и мислиме дека ако го... До кој степен и во кој момент треба да се реагира, да разбирам. Значи, тоа е доста комплексно, затоа што нема, посебно во психологијата, нема некоја конкретна формула, конкретен начин како можем да кажеме сега тоа и тоа. Ќе го направам и ќе добијам нели нешто идеално. Ние не знаеме да слушаме и да прашуваме убаво, или децата се премногу затворени во тој свој дигитален свет таму и се навлезени во друг свет? Не можем да кажем дека има еден виновник овде. Не треба да забораваме дека станува збор за период кој е турбулентен за тоа дете. Значи се случуваат многу промени и кај самото дете и во неговата средина. Еве и за нас повозрасните, имаме ли трпение да слушаме, да бидеме добри слушатели? Или само, знаеш, некако имаме синдром ние, остај го нека зборува што сака, јас ќе си терам по мое. Дигитализацијата овде доведува до тоа да се намали тоа трпение кај помладите, па дури и кај повозрастните, затоа што сите сме корисници. Не може да кажеме дека само кај младите се случува или само кај старите се случува. Можеби ние малце повеќе да се прилагодиме на децата, нивните барања и нивниот свет во кој живеат, дигиталниот свет. Колку случаеви имаме баби и дедовци, нели, не по своја волја, меѓутоа знаат да се инсталираат и Viber и WhatsApp. Затоа што сакаат да припаѓаат, точно. Да припаѓаат, но и да комуницираат со внуците.
Нема друг начин на комуникација. Мора да му се јави на телефон за да воспостави комуникација со внук. И еве убаво кажа, значи дигитализацијата не значи дека секогаш е лоша. Таа ни помага да останеме поврзани. Во денешно време ситуацијата е таква што значи луѓе од најразлични возрасти не мора само да биде, нели, адолесцент, може и повозрасен. Го користи телефонот или било кој друг дигитален апарат за да дојде до некоја си врска. Тоа не значи дека претходно немало неверство или сите врски се били идеални, дека сите се били успешни, значи и пред дигитализација, и пред да ги има тие социјални мрежи. Дали врските се били идеални? Се разбира дека не. Дали многу врски прекинувале? Да, ама за колку од тие врски ние сме слушнали? Лошата вест многу побрзо патува од добрата. Тоа не треба да го забораваме. И многу полесно е да се создадат дезинформации. Многу полесно е да се создаде конфликтна ситуација. Така да има многу работи внатре кога станува збор за една врска, отколку само да се каже, нели, сме прочитале пореки и така натаму. Имаме и повозрасни кои се зависни од интернет, кои забораваат на момент да зборуваат. Сите си седиме дома, знаеме, понекогаш знае да се случи, сите на телефоните и никој не се разговараме едни со други. Да не на некој начин подлегнуваме, ти што викаш, нели, на тие социјални мрежи, дека е се здраво за готово. И зад таа слика, зад тоа видео, зад тие зборови, стои нешто многу поинакво. Кога дете доаѓа, например, кај мене, да разговара, без разлика за која причина. Проблемот со кој што доаѓа на прва рака, најчесто не е проблемот за кој што доаѓа. Односно, секогаш има нешто многу подлабоко во тоа дете, што на некој начин доведува до тој површински проблем, што јас би рекла на некој начин лажен проблем. Ивана, јас ти благодарам, се надевам дека повторно ќе разговараме во некоја наредна сезона, повторно на убава тема. Да, ви благодарам уште еднаш многу за таа можност да разговараме и се надевам дека моите зборови ќе бидат ако ништо друго, барем на едно дете да може, или на возрасен, или без разлика, кој да допре до ушите, да разбуди некои прашања во нив. Значи, тоа ми е целта, да се запрашаме кои сме, какви сме ние како луѓе и што може да направиме за ние да се подобриме, бидејќи најтешкото нешто е на себе си да се признаеме дека нешто не е во ред. Тоа е кога тоа ќе го постигнеме, тука веќе се станува полесно.